Божествена Ѓурѓовденска литија денеска струга се поклонува на патронот, заштитникот на градот Свети Ѓорѓе победоносен. Граѓаните, иако намалени верници во помал број, монасите и свештениците и во пандемија одлучија да ја продолжат вековната традиција. Во ова јавување разговараме со сестра Ефимија од манастирот во Рајчица. Добар ден, Ефимија, кажете ни што значи Ѓурѓовденската литија за православните верници? Добар ден на сите гледачи. Најнапред би сакала сите да ги поздравам со најрадосниот христијански поздрав: Христос воскресна. Сега за значењето за огромното значење всушност на струшката еордија ние многу пати сме зборувале, сме го истакнувале тоа. Таа е подкрепа, благослов и пофалба не само за стружани, кои верувам дека се препознати веќе во целиот свет поради неа, туку и за целиот наш народ и воопшто за целото православие, кое што во вакви мигови особено силно го очекува благословот и застапништвото на Светиот Георги, што секоја година на овој ден реално многу се чувствува. За крај уште едно прашање, кажете ни, еве и во услови на пандемија, почитувате препораки, но сепак одлучивте да ја продолжите традицијата, се придржуваат и монасите и свештениците и граѓаните? Така. Па знаете, овој пат струшката еордија, литија, поради актуелната ситуација со коронавирусот и прогласените мерки на заштита и превенција, ни се случува со многу мал број на луѓе, односно само со свештенството и монаштвото. Ние едноставно сме навикнати на една голема бројка на народ кој што ни доаѓа на оваа литија и сега е малку интересно, како да кажам. Меѓутоа, луѓето кои што се во своите домови, верувам дека силно го чувствуваат благословот на Свети Ѓорги, кој заради ова што овде сепак се случува една богослужба, ќе го примат и навистина ќе се зарадуваат и ќе се подкрепат. А во однос на тоа дали се почитуваат мерките, би истакнала само едно, дека вистинскиот христијанин е особено одговорен и совесен човек и знае да ги со љубов да ги почитува и да ги прима, да ги усвојува сите прописи на црквата, чија што единствена грижа е да ги заштити незините граѓани од секаква духовна и телесна закана. Овој пат нашиот народ верувам дека е свесен за подвигот кој што ќе треба да го направи, а тоа е да се воздржи, да биде смирен, трпелив, а до година секако дека во најголем број досега ќе се собериме. Ви благодарам многу што бевте дел од дневникот на македонската телевизија. Студио верувам успеавме да доловиме дел од оваа